Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на ТВ каналот Виси, емисијата Визави или Очи во очи. Во денешно издание на емисијата Очи во очи, наши ваш соговорник е заменик министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Господине Николовски, добре дојдовте во студиото на ТВ каналот Виси. Добро вечер, добро вренедов и поздрав до сите гледачи на регионалната телевизија Канал Вис. Благодарам. Во наредниве минути, почитувани гледачи, ќе имаме можност да поразговараме за аграрните политики и она што успеа да го забележи Николовски во неговото влегување во владата на Република Македонија, односно во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вие од 2 септември повторно сте заменик во едно од најкруцијалните министерства кога се однесува за Струмишкиот регион, односно тоа е пред се земјоделието. Мене ме интересира како во овој период го видовте Министерството, односно аграрните политики, имајќи во предвид дека повтор пат сте на оваа позиција. Па добро, повтор пат сме дел од институциите, Да. согласно Пржинскиот договор и согласно законот за влада. И наша цел е да имаме првенствено контролна улога по однос на сето она што е работено во рамки на Министерството, во делот на сите ресурси, за кои што многу добро знаеме дека биле целосно ставени во функција на една политичка партија и на една гарнитура во целиот претходен период, да ги изнесеме на јавноста безкомпромисно, без оглед за кого и да станува збор и без оглед за која сфера во рамки на Министерството да станува збор. И тоа го правевме и во претходниот и тоа ќе го довршиме во овој мандат со тоа што имаме и уште една друга клучна улога, е тоа да обезбедиме да никој нема право ниту да се заканува, ниту да ги уценува, ниту да ги притиска, ниту да ги корумпира земјоделците во целиот овој период. Да, значи ли тоа дека земјоделците и граѓаните на Република Македонија не ги добива вистински информациите од ова министерство? Во делот на распределба на државно земјиште, на субвенциите или пак делењето на одредени тендери за чистење на канали, со оглед дека рековте дека треба граѓаните ги добијат вистинските информации? Апсолутно, граѓаните имаат право и мора да знаат како функционираат нивните институциите и луѓето кои што ги водат, со кои што, ако што се платени од страна на граѓаните. И јас и мојот тим, водејќи се од оваа работа, деноноќно бевме посветени безкомпромисно, како што кажав, да ги проанализираме сите аргументи, сите документи, да побараме сето она што ни беше потребно, се со цел на македонската јавност да ја представиме вистинската слика за земјоделството во Република Македонија. Таа е многу поразлична од онаа која што власта се обидуваше и сакаше да ја креира во целиот овој период. Оваа влада е најмалку се земјоделска влада и тоа е повеќе од јасно. Најновите истражувања, показатели и анализи кои што ги правиме покажуваат дека се зголемува довербата на земјоделците во она што ние го правиме во целиот овој период и земјоделците повеќе не им веруваат ниту на Никола Груевски, ниту на ВМРО-ДПМН, затоа што низ 60 конкретни случаи со документи, со докази, со аргументи покажавме и докажавме како биле злоупотребени сите ресурси во делот на Министерството за земјоделство. Дали станува збор за доделување на земјоделско земјиште, дали станува збор за криминалната распределба на субвенции. И во сето она што значи злоупотреба на субвенциите за случаи кои што конкретно ги отворивме, или пак исплата на субвенции која што нема врска со износот и со начинот како што тоа тие сакаат да го представат. Дали станува збор за злоупотреба на ресурсите во делот на водостопанството, за криминалните тендери, дали станува збор за шумарството, дали станува збор за шумската полиција, дали станува збор за инспекцијските служби, Државниот земјоделски инспекторат, за ловство, шумарство и сите други кои што се крајно исполитизирани и ставени во функција повторно во целиот овој изминат период само за една политичка гарнитура да опстане и тоа злосторничко здружение да опстане на власт. Дали пак станува збор за сите други ресурси, агенцијата за финансиска поддршка, агенцијата која што седиште во Битола, со нивните подрачни единици кои што наместо да ги советуваат земјоделците, се закануваат, ги уценуваат, наместо да им кажат како да ги користат странските средства, тие се пуштени на терен се со цел повторно да одработуваат за една гарнитура на власт. Така да генерално сите ресурси во министерството беа ставени во таа функција и ние безкомпромисно започнавме да буквално на македонската јавност од почеток до крај
без разлика, да повторам, за кого и да станува збор, за кој било моќник, за кој било кој што е близок на власта, кој што е дел од фамилијата на власт. Сите оние кои што се испревржани со самата власт и со владата и со раководната структура на министерството, со нас, со нашиот тим нема пазарење, нема договарање, ние на јавноста оваа должност, наша контролна улога во министерството до крај ќе ја сработиме и ќе придонесеме да на следните избори, кои што мора да бидат фер, демократски и слободни, да ниту еден нема право да ги уценува, да им се заканува и да ги притиска земјоделците, ниту за ВМРО ДПМН, ниту за СДСМ. Тие мора на 11 декември да гласаат на фер, слободни и демократски избори, после кои што ќе се казни токму оваа гарнитура. Господин Николовски, вие имате постојано средба со земјоделците и додека не бевте во ресорното министерство. Денес имавте средба повторно со земјоделци од Струмица. Мене ме интересира дали овие информации што ги спомнувате сега ги има земјоделците? Дека нетранспарентно, лошо се делат субвенциите, земјоделското земјиште во однос на тендерите, колку тие се злоупотребени во однос на аграрната политика од актуелната власт? Имат ли ја таа информација како конзументи и производители? Што покажува до сегашното праксо? Дали биле во забуна до сега или? Вистинските политики за грижа за вистинските земјоделци доаѓаат после промените. И ние во тоа сме убедени, и ние тоа ги убедуваме и уверуваме сите оние кои што се занимаваат токму со оваа благородна дејност производството на храна во Македонија. Но она што може да го кажем, дека во целиот овој период континуирано токму оваа категорија на луѓе во Македонија беше под притисок, под закани, под уцени и се сервира погрешни информации дека токму оваа влада нешто прави за земјоделците. Но фактите и вистината се нешто друго. Ако ја погледнете токму сликата и документите од оваа година, програмата за финансиска поддршка на земјоделството, лага е дека 100 милиони евра годишно ода за субвенции, затоа што во самата програма, подпишана токму од првите луѓе на владата, стои дека 50 милиони евра ќе одат за враќање на долгови од претходни години, сервисирање на други обврски. Значи, ние презентиравме на јавноста како и се делат субвенциите, како моќните фирми кои што се окупирани од страна на ВМРО ДПМН добиваат милионски износи на субвенции. И не само ние, ревизорскиот извештај кој што го објави Државниот завод за ревизија, исто така ги констатира сите овие злоупотреби во делот на доделувањето и на субвенциите преку директната поддршка на земјоделството. Да подсетам, ние тоа преку низа на кривични пријави поднесени до обвинителството за организиран криминал, корупција, до обвинителствата низ Македонија го поднесовме како постапка и сме охрабрени, сме убедени и уверени дека милиони евра, благодарение на нашата работа во целиот овој период, ќе се вратат назад во Македонија, ќе ги вратат парите назад токму во буџетот на државата, а ние како држава ќе мора да ги вратиме назад кон граѓаните, кон земјоделците и кон сите луѓе. Владата од ВМРО ДПМН, односно на ВМРО ДПМН, постојано вели дека се тие земјоделска влада и дека им водат најголема грижа за земјоделците преку субвенциите. Земјоделците едноставно ги прифаќаат овие субвенции, но реално, господин Николовски, ние имаме намалување на земјоделското производство, имаме намалување на обработливите површини. Апсолутно. Видете, првин субвенциите ги користат за да ги уценат земјоделците. Второ, она што се податоци на Светската банка, повторно, не на нас како тим, не на СДСМ, него на Светската банка, покажуваат кој е начинот на распределба на субвенциите во Македонија. Дека тој е неефикасен, некорисен, дека се распределуваат пред избори. Имаме податоци дека 2014 година, на 2 дена пред изборите, се пуштени 50 милиони евра преку ова директна поддршка на земјоделството. Настрана што најголем дел од тие пари одат кај луѓето кои што се блиски на власт и поврзани со власт. Затоа и целиот овој систем на доделување на државното земјоделско земјиште, преку кое што функционери, пратеници, министри, луѓе кои што се раководители на подрачни единици, луѓе кои што се блиски на власта добиваат земјиште, кои што не го одработуваат, кои што го даваат на други луѓе кои што треба да им го обработат, за да они како функционери земаат субвенции. Се работи за земјоделска влада која што организиран систем на криминал во делот на земјоделието,
меѓу луѓето и преку пропагандата, преку своите медиуми, за кои што гледаме дека се платени токму и преку ова министерство. Гледаме дека владината пропагандна машинерија на централните медиуми кои што се одработуваат дебело за власта, се платени токму преку Министерството за земјоделие. Според вас, што ги поттикнало да има таква распределба на субвенциите на земјоделците по она што го спомнувате? Дали само закупување на власта и уцена на земјоделците или власта воопшто не се грижи за земјоделското производство. Власта воопшто не се грижи за земјоделците да имаат поевтини препарати, да имаат поевтини заштитни средства, да имаат поевтино производство и да живеат достоинствен живот. Како што и вие кажавте, податоците не наши, повторно, на релевантните институции. Па и Државниот завод за статистика. Па и на Државниот завод за статистика покажуваат дека во целиот овој период имаме 20.000 помалку крави, имаме 20.000 помалку свињи, имаме 38.000 помалку овци, имаме 200.000 необработлива површина која што не се обработува. Ако споредуваме и правиме паралел од 2006 до 2015, ќе видиме дека негативниот трговски дефицит е дуплиран во делот на увозот и извозот на храна од Македонија. Како тоа, ако дале они, како што сакаат да кажат, 100 милиона годишно или 1 милиарда, користики ги нивните фрази и лаги, како токму во периодот во кој што најмногу се инвестира според нив во земјоделството, ги имаме најпоразителните факти и аргументи, потврдени повторно од нивните институции, од Државниот завод за ревизија, од Царинската управа на Македонија. Имаме огромен одлив на девизи за увоз на прехранбени производи, за увоз на месо, на јајца, на слично, значи кажем дуплиран негативен трговски дефицит. Имаме континуиран пат на сточарството во Македонија, вклучително ако ја земеме сега и последната криза, која што воопшто не знае да менеджира, тоа е болеста јазлеста кожа, за која што ниту еден сточар во Македонија, вклучително и денеска бев информиран во Струмица, нема добиено оштета од страна на државата. Многу непрофесионално, многу нестручно се справува со оваа криза и таа дополнително предизвика пат на добиточниот фонд во Македонија. Како тоа имаме дуплиран увоз на храна, како тоа зголемените потреби за домашни потреби за храна не може при такви огромни субвенции да ги задоволиме од домашни потреби, односно имаме пат на вкупното земјоделско производство и вклучително сите податоци кои што покажуваат огромна површина на необработливо земјиште за кое што некој зима субвенции, огромна површина на узурпирано земјоделско земјиште за кое што некој блиски на власта зимаат субвенции, сето тоа води кон печатокот дека субвенциите, државното земјоделско земјиште и субвенциите ниту одат кај луѓето кои што екзистираат од таа работа, ниту одат кај луѓето кои што вистински се занимаваат со земјоделство. Сакам нешто да ве прашам, господине Николовски, со ова ваше излагање, ако е така, зошто тогаш немаме земјоделски бунт, односно зошто земјоделците не реагира на ваквите појави? Еве, од штетата за јазлеста кожа, доколку не им се дадени парите, а тие не реагираат или се уште се под притисок или пак се плашат, не знам, ваше видување. Јас сум убеден дека, како што кажав, согласно сите анализи и истражувања, земјоделците чекаат да дојде денот кога што ќе ја казнат оваа власт. А тоа ќе биде на денот на изборите, кога навистина казната ќе биде испорачана и казната за сето она што го лаже во целиот овој период, за сите нивни злоупотреби, малверзации кои што ние ги потврдивме, докажавме со документи и аргументи кои што не беа ниту демантирани од нивна страна, за сето тоа што излезе на виделина, казната ќе дојде од земјоделците. Нивната политика се базираше токму на тоа, да се осиромашат, да се обесправат земјоделците и вкупно целата оваа категорија на граѓани со сето она што беше правена од страна на владата, на институциите, на министерството, за да на крајот нема кој да се буни, односно нема кој да излезе против власта. Но сум убеден и уверен, бидејќи за разлика од нив, за разлика од ВМРО-ДПМН, за разлика од Социјалистичката партија и министерот и сите оние кои што се во министерството, кои што уживаат во луксузите и во кабинетите, во колите, во возилата, во сметките кои што ги трошат, за разлика од нив, ние
нашата канцеларија е постојано отворена за земјоделците и може да кажем дека илјадници земјоделци со своите решенија за неисплатени субвенции, со своите информации за проблеми, со своите судски пресуди за неисплатени субвенции. Такви се илјадници во Македонија, вистински земјоделци, за кои што се одбиваат за субвенции, за кои што се прават намерни грешки се со цел да бидат одбиени за субвенции за да добиват тајкуните кои што се блиски на власта. За сите нив, вратите на Министерството, нашата канцеларија беше отворена, со сите сме поразговарале и го знаеме нивниот револт. За разлика од сите овие луѓе кои што врска немаат со земјоделството и со оваа категорија на граѓани, јас и мојот тим посветени деноноќно бевме на средби со земјоделците. До ден денешен имаме направено околу 490 посети и средба на села, населени места, особено значи најголем дел со луѓе кои што се занимаваат со земјоделци, со земјоделство и многу добро ги знаеме маките и проблемите за кои што токму оваа власт еглува. Затоа наша клучна цел во целиот овој период ќе биде, бидејќи го разоткривме целиот криминал, злоупотреби, малверзации со кои што се уценувани, се угнетувани токму оваа голема категорија на граѓани во државата, ние и таа обврска до крај пред законот и пред сите граѓани ќе ја спроведеме безкомпромисно, но и ќе ги нудиме нашите мерки, политики и решенија што треба да ги преземеме во периодот што следи. Со оглед дека доаѓате од опозицијата, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ги спомнавте во два наврати и изборите на 11 декември, како партија и како човек кој што доаѓа од СДСМ, кои се оние мерки или решенија кои што вие ќе ги им предочите на земјоделците наспроти ваквата ситуација или состојба која што е во македонскиот аграр? Ние имаме план како да се живее во Македонија. Ние имаме план како подобро да се живее во Македонија и она што е наша крајна цел е првин да ги подредиме приоритетите кои што ни се потребни. Затоа велиме дека од политички аспект ќе дадеме мандат, ќе го продолжиме мандатот на специјалното јавно обвинителство кое што мора да го гони целиот криминал во Македонија. Мора да даваме отчет пред секој човек, секој министерство, институција како ги троши народните пари и ќе мора да има извештаи на веб страните како се трошат народните пари. Ќе мора да ги преполовиме луксузите кои што власта ги користи. Ние не се бориме за власт, ние се бориме за одговорност како да ги решаваме проблемите. Затоа велиме дека наша цел крајна е 50% помалку коли и непродуктивни трошења во рамките на министерството. Затоа велиме помал парламент, затоа велиме помал број на министри, затоа велиме после втората година јавниот обвинител ќе го предлага опозицијата, па и сите наши луѓе кои што ќе бидат дел од владата ќе мора многу честно, многу искрено и многу одговорно да бидат посветени на целата работа. Предвидуваме низа на дебати кои што денес ги немаме. Предвидуваме министерот за финансии и човекот опозицијата постојано да бидат на македонската радио телевизија на јавните сервиси да дебатираат за секоја една ставка од буџетот. Предлагаме еднаш неделно пратенички прашања со кои што ќе се подигне транспарентноста на работата на владата на институциите. Предлагаме, односно крајна наша цел е враќање на украденото во Македонија. Оваа политичка криза многу поодамна ќе беше решена ако било кој од СДСМ се спогоди со власта дека нема да одговара, дека ќе се избазариме за нивната слобода или слично. Но целиот проект Вистината за Македонија од тогаш па до денес, овој проект завршува со казна за оваа власт, со одговорност за луѓето кои што се вмешани во сите криминали и со враќањето на парите назад во Македонија, но и со крај на непродуктивните и трошења и на непродуктивните задолжувања. Ако тоа така, околу 470 милиони евра годишно во Македонија остануваат и може да се вратат назад кон граѓаните. Затоа нашиот план предвидува враќањето на парите назад кон граѓаните. Затоа предвидуваме 140 милиони евра поддршка на малите и средни предпријатија, со 22 милиони во првата, а 33 милиона евра во последната година поддршка на активните мерки за вработување. Затоа предвидуваме 10.000 евра поддршка на секоја бизнис идеја на било кој млад човек за да остане во Македонија. Затоа предвидуваме гаранција за млади, која што значи понуда од страна на државата во рок од 4 месеци по завршувањето на формалното образование, дали младиот човек ќе работи во Македонија, ќе оди на пракса, дали ќе се вработи или ќе се дошколува. Тоа е обврска на државата, но и тоа се фондови кои што Македонија може и мора да ги користи.
Предвидуваме низа на мерки со кои што ќе ги враќаме парите назад, како што кажав и денес, праведен даночен систем. Тоа сакав и да ве прашам, во делот на аграрот како решение, како мерки за да се вреднува вистински трудот на земјоделецот, имате ли нешто што би можело да биде во функција на земјоделството? Апсолутно. Ние на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со нашите коалициони партнери, со целата оваа коалиција и со граѓаните за Македонија со кои што склучуваме договор во пресред на изборите, донесовме низа на документи кои што ќе бидат тема на дебата во делот на нашата изборна кампања. Тоа е документот 180 степени, кој што значи сите наши работи на кои што се обврзуваме честно, искрено, одговорно да ги направиме во првите 180 дена, или документот 24М, кој што значи сето она што идната влада предводена од Зоран Заев ги направи за првите две години. Во делот на земјоделството, наша крајна цел во целиот овој период, наш фокус е да ги намалиме првим производствените трошоци на секој земјоделец. Секој земјоделец мора да има зелена нафта, поевтина, се откажуваме 50% од акцизата која што ја има државата, со тоа 30% поевтина ќе има зелена нафта за секој земјоделец. Не може и Груевски во Мерцес од 600.000 евра и земјоделецот тука од Струмичко, кој што мачи како да произведе, како да најде пласман, да користат иста нафта. Ние ја праќаме пораката дека земјоделците нема да плаќат персонален данок на доход и ќе бидат ослободени од таа работа, се со цел да останат повеќе пари во нивните џебови, да бидат поконкурентни, да не им тропа уѓепа на врата за разни сметки и да растеретено бидат посветени на она што го работат. 160 милиони евра се потребни навремено и тогаш кога им треба, некај луѓе кои што се блиски на власта, него преку организиран систем, преку нов модел на субвенционирање да стигнат токму до вистинските земјоделци, но тие субвенции ќе потикнат и раст, тие субвенции ќе го потикнат и извозот, ќе го стимулираме и извозот на сите кои што се извозно ориентирани во Македонија, и ќе стигаат до вистинските земјоделци без оглед на нивната партиска, политичка и било која друга пределба. Потребно е 10 милиони евра годишно во Македонија да се инвестираат во системи за одводнување и наводнување, затоа што тоа е основата на развојот на земјоделството. Бенефицираниот стаж за земјоделците во овој дел исто така е потребно и низа други на мерки кои што ќе значат поевтино земјоделско производство. Во делот на пласманот, државата е таа која што мора да обезбеди пласман на производите. Еве уште и неколку податоци. Не може во државата да има 5 министри за странски инвестиции. Не може да има сектори за промоција и маркетинг на земјоделски производи и во нашето министерство, и во економија, и во Министерство за надворешни работи. Не може да има неколку агенции за извоз, инвестиции, за развој и слично. Не може да има 33 економски промотори кои што милиони, десетици милиони евра народни пари се одлеваат и со десетици милиони евра народни пари се плаќаат токму овие луѓе со своите секретарки, кабинети, возила и луксузи да се шетаат по светот, а при тоа да не дојдат и да не работат и да не ги прашат земјоделците каде им треба нов пласман, каде може да се обезбедат нови договори за извоз на нашите земјоделски производи. Исто така откупот и нешто за кое што се врзуваме дека државата во партнерство со откупувачите, во партнерство со производителите, 30 дена пред секој откуп ќе учествува во договарањето на цените на земјоделските производи. Пазарот мора да се ја каже цената, но државата мора да дефинира кои се низините стратешки култури за кои што ќе застане. Мора да имаме реонизација на земјоделското производство и да навремено им се каже на луѓето што е тоа на кое што треба да се фокусираат, за да знаат, за да бидат сигурни, безбедни дека секој производ кој што ќе го произведат ќе им биде откупен и ќе има пласман. Дополнително на тоа е функционирањето на инспекторатите во рамки на министерството. Ако функционира државниот земјоделски инспекторат стручно, професионално, не партиски, ако не се користи за да оди на терен и да се заканува кога е време на откупот на грозјето и да манипулираат со луѓето, ако не манипулираат во делот на откупот кога ќе дојде тутунот, и ако овој инспекторат се стави во функција на земјоделците, ако агенцијата битолска која што има обврска согласно статутот да ги следи и да ги дефинира производните трошоци,
Ако во Министерството има посебен сектор и систем и луѓе вработени, тоа е единствениот информативен пазарен систем кој што има обврска да ги следи пазарните цени на земјоделските производи. И ако се кажат и производните, и пазарните, ако инспекторатот работи стручно, не подкапа на било која партија, туку единствено во делот на заштита на земјоделското производство, тоа се основите на решавањето на проблемите на земјоделците и на овие земјоделски политики. Факт е дека пласманот и ниските откупни цени секогаш се биле најголем проблем за земјоделците, заради кој што добар дел и се иселија од струмичките ниви. Сакате да кажете дека владата досега нема интервенирано во поглед на пласманот и откупот, бидејќи таа често пати вели дека не можеме да интервенираме во пласманот, бидејќи пазарната економија, понудата и поборувачката си го прави своето. Ја затоа спомнав, во Министерството треба првин да функционират независно сите институции и сите органи и единки кои што се во состав. Да повторам, постои агенција за поддршка на развојот на земјоделството со седиште во Битола, која што по статут и закон треба да ги следи, да ги објавува производствените трошоци на земјоделските производи. Во рамки на Министерството има посебен систем, софтвер и луѓе кои што се ангажирани, кои што треба да ги следат 1000 репрезентативни пазари, односно производи и нивните цени. Државата не планира да се меша во делот на тој дел. Навистина е пазарна економија, мора да се остави тоа да пазарот си ги каже цените. Но државата мора да престане еден ден да ги повикува откупувачите и да им се заканува, а еден ден да ги повикува лидерите на земјоделците, подплатени со се што може од страна на власта и да им кажува што треба да прават. Треба се остават и земјоделците и откупувачите да си работат својата работа. Меѓутоа, државата не може да стои на страна од целиот овој дел. Ако имаме организација, ако се знае што се нашите стратешки култури, па вклучително треба да се донесат и храбри одлуки во делот на квалитетот на нашето производство, обуката на нашите земјоделци, едуцирањето на земјоделците како да го вршат производството и целосна нивна помош и поддршка, тогаш ќе се постигнат реални цени. Не е проблем само откупот, туку обезбедувањето на пласманот, како што тоа добро го кажавте. Секоја година Македонија има се повеќе затворени граници за извоз на земјоделски производи. Не може да плаќаме илјадници луѓе, функционери, промотори, амбасадори, министри да се шетаат по светот, а при тоа да нема ефект од нивната работа. Секој треба да си врши својата работа за која што е платен и треба да се обезбедат договори. Обврска за пласманот не може да биде на оној кој што произведува на нивата. Обврска да се обезбеди пласма е од страна на државата. Господине Николовски, спомнавте нов модел на субвенции. Често пати владата на ВМРО ДПМН не може, сигурно сте го слушнале тоа, дека вообичаено СДСМ сака да ги скрати субвенциите, сака се враќа на времето кога биле пониски субвенциите. Што значи тој нов модел на субвенции кој што го спомнавте пред малку? Правилна распределба, намалување на субвенциите, што конкретно? Она што тие го зборуваат за субвенциите, многу лесно се демонтира. Први, платежната агенција, која што задолжена за исплаќање на субвенциите, добро позната како платежна агенција, е една од најконтроверзните и најзатворени институции во делот на државата. Само неколку податоци ќе ви кажам, кои што не се наши, туку се податоци кои што потекнуваат исто така од ревизорските извештаи. Токму преку оваа платежна агенција се исплатени милиони евра, околу 3 милиони евра, за кој што ревизорот, државниот ревизор во 2015-2016 сега за претходните години констатира во делот на чистењето на каналите, констатира дека се исплатени или без записници, или без контрола, или без запазување на процедурите. Токму овој ревизор констатира дека има огромни злоупотреби во делот на програмите за рурален развој, злоупотреби во делот на рибарството, а знаеме сето она што случува во делот на субвенциите. Како што кажав, исплатата пред избори на огромен износ на субвенции, исплата на луѓе кои што се блиски на власта, нефункционирање на софтверот кој што мора да функционира, ако што за прием, за обработка на барањата, за контрола на терен. Знаеме дека исто така ревизорскиот извештај во овој дел констатира низа на неправилности. Дека одредени проекти можеле да бидат двојно финансирани во делот на земјоделството, дека не биле вршени контроли на терен пред исплата, дека
не функционира софтверот преку кој што треба да се обработуваат барањата, туку дека биле правени Excel табели преку кои што биле исплатени луѓето за субвенција. А да не зборам за 150 милиони евра за останати обврски на државата не исплатени кон вистинските земјоделци во целиот овој период, вклучително и на оние средства кои што преку оваа агенција се исплаќаат, а доаѓаат од ИПАРД програмите. 100 милиони евра Македонија изгуби, ги врати назад во буџетот на Европска Унија, само заради нашата неспособност и само заради тоа што не сакаме некој да ни ги контролира како ги трошиме нашите пари во делот на земјоделието. Ако се потсетиме на проектот Вистината за Македонија, многу добро знаеме што велеше претходниот министер за финансии, како не ни е потребна неповратна помош од странство, затоа што не сакаме да ни ги контролира некој парите. Тоа е првата работа која што треба да ја променим. Секој вистински земјоделец, секој оној кој што заслужува, без оглед на неговата политичка, партиска и не ме интересира било која припадност, да ги добие субвенциите. Так. Велиме дека ќе бидат 160 милиони евра, ќе се доделуваат навремено, тогаш кога им се потребни. Околу 4000 луѓе во Македонија чекаат субвенции од пред 3 или 4 години. Мора се знае кога на тутунарите, кога на градинарите, кога на овоштарите, на сите производители, земјоделски производители. Тој календар ќе го ставиме во закон и ќе мора навремена и целосна неселективна исплата на субвенциите. Субвенциите нити ги измислил Никола Груевски, нити ВМРО ДПМН. Тие се пари кои што земјоделците ги даваат во буџетот секоја година, околу 200 милиони евра, и земјоделците и владата, односно државата, има обврска веднаш да ги врати назад кон земјоделците, се со цел поддршка на земјоделството. Но субвенциите се едниот од аспектите за кои што зборуваме. Многу покрупни се проблемите во другиот дел на развој на земјоделското. Земјоделското производство, цените на чинење, откупот, пласманот, инвестициите во преработувачки капацитети, инвестициите во системи за наводнување и сето она што значи земјоделско производство. Почитувани гледачи, ова емисијата Очи во очи или визави на програмата на Канал ВИС. Наш и ваш гостин е заменик министер за земјоделство Љупчо Николовски. Рековме дека сте поставени по втор пат нова функција пред месец и половина, на некој начин како контролор на сето она што се случува во Министерството. Честопат излегувате на пресконференции и давате и застанувате на страната на правата на земјоделците, но она што честопат знаете да го истакнете и злоупотреба на власта на одговорните лица. Која е постапката? Ќе одговараат ли тие? Апсолутно. Јас кажав дека без оглед за кого и да станува збор, ние сите аргументи, сите документи до кои што дојдовме во рамки на Министерството, имаме должност законска и пред граѓаните да ги изнесеме пред јавност. И самите се сведоци, какви се нивните деманти, самите граѓани се сведоци дека немаат одговор на ниту еден случај кој што беше објавен од наша страна. Затоа што сето она што го работиме е дебело подкрепено со факти, аргументи и документи кои што потекнуваат токму од рамки на Министерството. Има многу луѓе, професионалци, кои што се уценети во рамки на самите министерства, на институциите, посебно Министерството, институцијата од која што доаѓам, кои што сакаат да помогнат, кои што сметаат дека се неопходни промени во Македонија и тоа е начинот на кој што сметаат дека може да помогнат. Затоа и покренавме низа на кривични постапки, ако се сеќавате, дури од раководителот на подрачна единица на Министерството во Битола, за разни договори кои што биле правени во Министерството за подрачната единица, преку подрачната единица во Министерството во Битола. Таму се постапките кои што ги водиме за луѓе кои што се одговорни во рамки на Министерството во Новаци, градоначалникот на Демир Капија за случај во кој што основано сомнение постои за злоупотреба и малверзации во делот на субвенции. Во другиот дел постапките кои што се за чистењето на каналите, за случајот во кој што министерот Цветков во исто време кога е и министер и член на управен одбор на Силек склучува договор
помеѓу керка фирма на Силекс, со Силекс Неметали, а член на управен одбор на Силекс Аде Кратово, во истиот момент е и министер, исклучува договор и во истиот момент се префрлат стотици илјади евра. Тоа е и класичен судир на интереси, но како што вели и Државниот завод за ревизија, огромен износ на средства во делот на чистењето на канали токму во 2014 година и 15 се злоупотребени, односно не се исплатени согласно со закон. Имавме низа други на постапки за кои што дополнување на кривични пријави во целиот овој период, за кои што сме убедени дека институциите први постапуваат, затоа што пред огромен број на документи ниту може да се молчи, ниту тие кривични пријави да се сокријат. Сакав да ве прашам, има ли односно да интервенираат останатите институции, доколку вие лоцирате, се разбира дека нели треба да реагира обвинителство, полиција, не знам, затоа сакав да ве прашам. Апсолутно. Покренавме и постапки против заменици министри кои што биле во делот на министерството, против претходни министри, и за сите постапки едноставно сум повикан и за давање на искази и се во одредена фаза на истрага и постапување. Сепак е тоа прашање на институциите. Јас сум убеден и уверен дека како резултат на целата наша работа, на постапките кои што ги имаме поведено, ќе има резултат, ќе има одговорност и ќе мора парите да се вратат назад и кон граѓаните и кон земјоделците. Покажавте грижа за условите во кои што работат вработените во шумската полиција, но докаде застана со вашата иницијатива оваа работа, едноставно условите за работа на одредени оддели кои што се под Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство? Делот на шумарството е еден од аспектите за кој што исто така сметаме дека тоне во злоупотреби и во криминал. Првин претходната година бевте сведоци дека објавивме како тогаш кога луѓето во Македонија не можат да обезбедат огревно дрво, кога пензионерите кои што си го платиле на време не можат да дојде до нив, а Македонија со подпис на директорот на Македонски шуми, со подпис одобрени од министерот, илјадници кубици огревно дрво извезува во Грција за некои цени од 27 или 30 евра. Сведоци сме сега кога одиме на терен за низа на кражби на криминали кои што се случуваат во делот на шумарството во Македонија, и за тоа ги предлагаме и нашите политики за кои што сметаме дека треба да се преземат. Првин е веднаш трансформација на јавното претпријатие Македонски шуми. Шумската полиција мора да биде составен дел од Министерството за внатрешни работи. Ги укинуваме елаборатите за приватните шуми, за одобренијата за сечите кои што се во приватните шуми, што значи помалку трошок од 6 до 9 илјади денари и помалку процедури во овој дел за сите оние сопственици на приватни шуми кои што денес треба да поднесат барање до Македонски шуми, кои што треба да чекаат со месеци, кои што треба за да излезат луѓето од Македонски шуми на терен, кои што треба да им платат и гориво и се, и да бидат на крајот изманипулирани и да не дојдат да не можат да си ги исечат, да дојдат до огревна на маса од сопствена шума. Затоа предлагаме две клучни работи кои што мораме да ги преземе, тоа е укинувањето на овие елаборати и враќањето на 186 лиценцирани правни лица кои што ги вршеа покрај Македонски шуми во делот на шумарството стручните работи. Не може Македонски шуми да има монопол на таа работа. Со GPS уреди ќе се врши обележувањето на терен од страна на овие приватни правни лица. Никој нема да чека за да излезат на терен луѓето, нема да се плаќаат елаборатите во делот на селските сечи, но и на крајот шумската полиција ќе биде составен дел на системот на Министерството за внатрешни работи и ќе не може никој да манипулира и да ги злоупотребува луѓето таму. Во делот на вашето конкретно прашање, јас имав низа на средби во целиот овој период, пред само некој ден имавме официјални барања во тој дел да се реши статусот на припадниците на шумската полиција, односно да се решат нивните проблеми во делот на бенефицираниот стаж,
за припадниците на шумската полиција и склучувањето на колективниот договор. Додека бевме во министерството, како и се прочем за многу други работи, кога правиме притисок, имаше помрднување на работите, додека бевме во министерството се формираше одредена комисија во која што учествуваше и министерката за труд и социјална политика и успеавме да до одредена фаза токму како резултат на нашите напори да до министерот за земјоделство дојде тој извештај кој што требаше од негова страна да биде доставен до влада и да согласно заклучоците на влада се задолжи Министерството за труд и социјална политика да се регулира бенефицираниот стаж за припадниците на шумската полиција, но едноставно се до распуштањето на парламентот волја за таква работа немаше. Наша обврска на идната влада е да веднаш го реши прашањето и со склучувањето на колективниот договор, и со бенефицираниот стаж, но и со инвестициите во делот на шумската полиција. За жал, припадници на шумската полиција работат на компјутери од 96 година, немаат униформи, немаат горива, со скршени автомобили, без џипови, се оставени сами на себе да се снаоѓаат како да ја вршат оваа работа. Злоупотребите, малверзациите во делот на шумската полиција се навистина огромни и само со волја дека нема да се прави криминал, дека ќе се работи по закон, дека не може во ничи приватен, партиски, било кој друг интерес да се стави токму оваа служба која што навистина и во овој крај се користи како закана и уцена на луѓето, се со цел да ги притискаат во делот на денот на гласањето, вклучително и со огромните казни кои што се пишуваат на луѓе кои што екзистираат од таа работа, кои што не може да си набават огревно дрво и слично. Баравте и промени на законот за ловство, докаде таа постапка, имате ли или ќе се остави тоа за наредниот мандат со глед дека собранието се распушти? Апсолутно, ние ги побаравме и ќе постапиме прво по однос на сите злоупотреби кои што биле во делот на доделувањето на концесиите и во делот на ловството. Исто таа работа ќе се има односно ќе има работа обвинителството во Република Македонија. Тоа е едниот аспект на работата, другото е она што е потреба и она што е барање на Федерацијата на ловци во Македонија, на здруженијата и слично. Ние првин ќе направиме како и за државното земјоделско земјиште. Целосна и генерална ревизија согласно закон. Мора да се направи ревизија на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште и истото да се врати кај луѓе кои што вистински ќе го обработуваат. Исто и со концесиите, дали станува збор за езера, дали станува збор за доделување на концесии за дивеч. Тука ќе излезат на виделина огромниот број на злоупотреби и на малверзации кои што токму и во оваа сфера биле правени. Но она што е клучно и она што мора да се направи е да се скратат процедурите, да се скратат трошоците во делот на ловството. Не може да се вади лекарско уверение само во болницата во Велес. Пример, во Струмица не може да извадите лекарско уверение за да полагате ловечки испит. Мора да одите во Велес. Мора да платите околу, 500 евра излегуваат сите трошоци за секој кој што сака да стане ловец и на крај да полагате електронски испит. Таква небулоза, мислам досега не е видена и затоа предлагаме укинување на електронскиот испит и ќе се формираат комисии со член на Ловечката федерација на Македонија, кои што ќе одат во неколку центри во Македонија, кај што ќе се врши и теоретска и практично полагање на овој испит. И вклучително укинување и на електронското надавање на концесиите за ловишта, каде што се кријат и на големите злоупотреби кои што биле правени. И само за крај, какви сака да ги види господинот Николовски македонските села и македонскиот земјоделец? Македонскиот земјоделец кој што ќе има достоинствен живот, кој што ќе биде горд затоа што се бави со оваа работа, затоа што екзистира таа работа, затоа што македонската економија, сум убеден дека со честни, искрени и одговорни политики може да се подпре токму на земјоделството. Тоа е нешто каде што имаме најголеми компаративни предности, тоа е нешто на кое што вклучително и председателот и лидерот на партијата од која што доаѓам, а вклучително и градоначалник на општина Струмица, става силен акцент, доаѓа од овој крај и сум убеден дека идната влада на Зоран Заев
ќе биде особено посветена на животот на земјоделците во Македонија. Ќе ги реализираме сите овие неопходни политики, не популистички, туку реални, кои што ќе го направат земјоделецот горд, кои што ќе го направат да има достоинствен живот, да има пониски трошоци, да има загарантиран, да има откуп на тоа што ќе го произведе, да се обезбеди пласма на земјоделските производи, односно да имаме стратешко реализирање на нашите ветувања кои што ќе дојдат во предизборниот период во делот на земјоделството. Во делот на македонските села, за жал, тие се опустошени, ги нема младите, ги нема ни постарите, ни повозрастните луѓе. За жал ни пропадна, како што кажав, 100 милиони евра кои што може да бидат дел од руралниот развој во Македонија. Тоа се пари кои што се неповратни од ТИПАР програми кои што може да бидат користени за канализации, за водоводи, за инфраструктура, за преработувачки капацитети, за да младите останат, да бидат посветени на земјоделството и да иднината ја гледаат токму во таа област. Убеден сум дека ќе направиме се да ги отвориме сите фондови кои што на Македонија се на располагање по делот на руралниот развој и убеден сум дека со сето она што ќе го направиме и во делот на земјоделството и во делот на руралниот развој, после само првиот мандат ќе бидат почувствувани разликите и дека земјоделството во иднина ќе биде основа на македонската економија, дека никогаш повеќе нема да имаме земјоделска влада која што само ќе се нарекува земјоделска, а која што ќе го плячка сопствениот народ и која што ќе биде соочена со вакви политики за кои што ние денес бориме и во делот на доделување на земјоделско земјиште, на субвенции, на криминали во водостопанство, да не збориме за јапонската помош, за злоупотребите во делот на механизацијата, на шумарството и слично. Мора да имаме честна, одговорна и искрена влада и луѓе кои што ќе се нафатат на една таква работа, се со цел да имаме резултати какви што заслужува секој македонски граѓанин, затоа што се бориме за животот на секој македонски граѓанин тука во Македонија. Да има пристојна плата, да има просечна плата од 500 евра, да има минимална плата од 16.000 денари на крајот на мандатот, да имаме огромен износ на средства со кои што ќе ги поддржиме домашните мали и средни предпријатија кои што ќе ги изедначиме со странските инвестиции, ќе имаме огромно вложување во младите за да останат тука во Македонија, но и во делот на функционирањето на самите институции кои што мора да бидат стручни, професионални, непартиски и мора да дадеме целокупна поддршка и на реформите во правосудниот систем, и на враќањето и на слободата и на демократијата, се со цел да и ги вратиме парите назад во Македонија кои што според резултати и анализи на Светска банка милиарди се изнесени, но и да имаме во иднина влада која што ќе одговара и за едно украдено евро, и за една чаша вода, доколку биде злоупотребена од било кој министер-директор, кој што ќе доаѓа од било која политичка партија, да се сноси последица за тоа. Затоа што во името на сите млади кои што ја напуштија во Македонија, во името на сите оние кои што другари кои што секојдневно ја напуштаат Македонија, се нафатив во договор со председателот Заев безкомпромисно да ја тераме оваа работа, ама најчестно, најискрено и наодговорно. Господин Николовски, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата визави на програмата на Канал Вис и се надам дека не ви бидете за последен пат. Благодарам, секогаш сум тука кога ќе има потреба и кога ќе има интерес од било која страна. Така. Почитувани гледачи, тоа беше Љупчо Николовски, заменик министер во ресорот за земјоделство, шумарство и водостопанство при владата на Република Македонија. Ви благодариме за вниманието, секој добро.